директор, почитувани советник, господин Рашид Жупикович, почитувани директор на ово прекрасно издание, господин Николо, почитувани дами и господа, драги пријатели, колешки, колеги, драги родители. Ми причинува особено задоволство денес што сум тука во својство на председател на Македонското научно движење за аутизам, да се обратам на овој значаен собир, промоција на водечата музејска програма за деца и лица со аутизам и нивните семејства. Македонското научно движење за аутизам повеќе од 18 години води грижа за децата и за лицата со аутизам. Тоа сме го покажали и докажали преку 15 на национални и интернационални проекти, организирани 20 на семинари, конференции, конгреси, повеќе од 70 на објавени трудови во домашни и меѓународни списања со фактор на влијание, со организирање на бесплатни советодавни прегледи за децата со аутистичен спектар на нарушување и со многу други општествени значајни активности. Почитувани, постојат значајни докази дека арт-терапијата кај децата со аутистичен спектар на нарушувања во специјалната едукација придонесува за позитивни промени на нивното социјално однесување, а посебно кон нивниот фокус на внимание. Арт-терапијата кај децата со аутизам може да биде ефективна при долготраен третман во групи или индивидуално, бидејќи процесот на креирање уметност го стимулира когнитивниот и емоционалниот развој на оваа популација. Овозможува врски што недостасува кај овие деца и води кон намалување на деструктивното и понекогаш предизвикувачко однесување. Терапевтите ги опишуваат ефектите на уметничката терапија во тие деца како способни да ги развијат своите компетенции за да го насочат вниманието, да ја подобрат нивната флексибилност, да се однесуваат на поструктуриран начин и да ги изразат своите искуства вербално. Низ целиот свет неколку музеи и галерии се посветени на пристапноста на сместувањето на глуви и наглови лица. Некои од нив имаат рампи за корисници со инвалидски колички. Музејските професионалци треба да бидат свесни за тоа што треба да се направи за да се осигуруваат дека посетителите со аутистичен спектар ќе имаат пријатно искуство во музеот. Работилниците на лицата со аутистичен спектар треба да бидат презентирани од страна на професионалци за да може да се шири свесноста за овој проблем. Во Република Македонија досега многу малку се обратуваше внимание на културолошките потреби на лицата со инвалидност, а уште помалку на фактот дека создавањето уметност од страна на децата и лицата со аутистичен спектар на нарушување може да има и терапевтски ефект. Националната установа Музеј на македонската борба во последните години се покажа како одличен аниматор на потребите за лицата со аутистичен спектар на нарушување и нашата соработка со магистар Даниела Трајкова Крстич и промештен директор доктор Светозаревич, кој ги поздравувам во овој момент, во последните 4 години беше на врвно ниво и токму затоа кога колешката Даниела ми се јави кон крајот на минатата година да понуди соработка за овој проект отворени музеи на напредување на инклузијата, едукацијата, социјалната правда и пристапноста, без никакво думање ја прифати соработката. Оваа институција, заедно со Националната галерија на Република Македонија, се првите од секторот култура кои покажуваат интерес да ги вклучат децата со аутистичен спектар во културното битисување на нашата држава. Оттаму, овој проект, во кој како носител се јавува оваа национална установа, е финансиран од делегацијата на Европската унија во Македонија, доаѓа во вистинско време. Како може лицата со аутизам да видат корист од музеите? Кои дополнителни функции може да ги обезбедат овие институции како услуги на аутизмом? Во светот се зголемува бројот институции кои што развиваат вакви програми, кои ги прават изложбите да бидат што подостапни на лицата со пречки во развојот. Со цел да се испитаат придобивките кои може би им се нудат од музеите на лицата со аутизам, неопходно е да се имаат некои признања за аутизмот, како и музејската околина. Музејските средини може да бидат мощни стресни за лицата со аутизам, ако не се прилагодат кон нивните потреби. Тоа не е само од звуците, тоа не е само трепкачките светла, туку има и воште ред други причини. Кои се тие бариери, да спомнат некои од претходните дискутанти? Бариери за посетителите со аутизам, мощне накусува. Па тоа може да бидат многу пречки. Патувањето до музеот преку јавен превоз, каде што има голема галама, може да биде пречка поради сензорни и анксиозни проблеми на децата со аутизам. Страф од непознатото, правување со сензорни преоптеварувања, премен од светли во слабо запалени галерии, аудио од изложби, бучни кафулиња во самите музеи, такви ги има во САД, например. Бучава од други посетители или бучава од оние рачни автомати за сушење во тоалетите. Навигација, големи изборувачки физички простори каде што може да биде тешко да се најде изнес или тоалет кога е тоа потребно. Понатаму, неподржан и неедуциран професионал на музеите и на галеријата кој нема знаење за аутизам исто така може да биде пречка
за оваа популација граѓани. Продавници кои често се поставуваат на влезовите со светлечки и така натаму. Постојат многу ефтини начини кои музеите може да обезбедат за поддршка на прилагодна атмосфера, а веб-страницата на самите музеи може да биде клучна алатка во комуникацијата и во обезбедувањето информации за посетата. Сензорните мапи кои можат да покажат мирни и бучни области, детали за мирни времења на посета во денот, например се препорачува рано наутро кога нема многу посетители да доаѓаат деца со аутизам да ги посетуваат овие музеи. Визуелни приказни кои може да се снимат, со кои се карактеризира како изгледа влезот, што вработените носат и кои активности можат да се случат во самиот музеј. Има една институција во САД, Смитсонијан, која меѓу првите ги развили овие програми со намера да направат свој музеј попристапни и пријатни за оние лица со пречки во разбор. Во изминатата деценија, културолошките институции во САД се запознале со семејства и експерти за да видат како подобро може да се вклучат лицата со аутизам. И ова институција можете да замислите само во 2018 година досега има креирано 25 програми кои се приспособени за поширок спектар на посетители, например деца со Даун синдром, деца со церебрална парализа, со аутизам и така натаму. Особено во детските музеи во САД постои тенденција да се користат 5 сетила, што е одлично се дека постои начин да ги исклучат другите стимулации за да може да се фокусираат на едно нешто. Ова значи дека нешто во музеот што не е дел од изложбата, туку е стимулирање, например светла, гласни звуци, големи толпи од луѓе треба да бидат ублажени, исклучени или отстранети. Музеот може да биде токму во оваа насока, се извинувам, и одржувањето на утрешната работилница наменета за музејските работници, односно по подобрување на нивните знаења. Музеот може да биде позитивно искуство за лицата со аутизам, бидејќи постојат различни стилови на учење кои музеите може да ги постигнат. Колку повеќе музеите споделуваат знаења за аутизмот, толку се подобри шансите на лицата со аутизам да се вклучат во средината која е добро дојдена за нив. Ако повеќето луѓе станат свесни за музеите и за заедницата со аутизам, светот секако дека ќе стане подобро место за живење на оваа популација лица и граѓани. Како стручен соработник на овој проект, сметам дека водичот кој е креиран со цел да им помогне на музејските работници во создавање програма за децата и лицата кои се наоѓаат во спектарот на аутизмот, ќе добие позитивни критики од сите вас тука и од пошироката општествена заедница, ќе анимира што повеќе од нив да се заинтересираат за оваа проблематика, а секако дека јас нема да завлегувам во детали за водичот, за него повеќе ќе чуете од презентациите на трите колешки кои беа најдиректно инволвирани во неговата изработка и секако да цитирам само професор доктор Девид Фрис од пред неколку дена на конференцијата во Полска во еден неофицијален разговор кој кажа дека се надевам дека не беше само една куртоазија, дека дури и во Англија немаат вакви водичи. Значи, благодарам на соработката на сите учесници во проектот, како и на финансерите на проектот, а вам, почитувани присутни, ви благодарам за вниманието.